Секојдневно стигнуваат пријави од страна на работниците за неисплата на регрес за годишен одмор од нивните работодавачи на територијата на државата. Од 2 декември до денеска има над 70 пријави, дознавме од гласен текстилец Штип, во кој дел од вработените добиле по смешна сума од 1000, 2000 до 5000 денари за К15, а дел од нив воопшто немаа добиено регрес за годишен одмор. Многу е мал бројот на работодавачи кои исплатиле целосен регрес на своите вработени. Тоа на што алудираме секоја година, односно да се направи измена во општиот колективен договор за да нема вакви злоупотреби со исплатата на регресот за годишен одмор, не бродуваат некако со плот. И знаете дека стои во општиот колективен договор дека фирмата која што работела во загуба може да исплати помал износ за регрес за годишен одмор и дискутабилен е износот, тој помал износ кој што се вели. Така да до петок сакаме да ги обработиме сите преставки. Во петок да испратиме до Државен трудов инспекторат за фирми кои што не исплатиле воопшто да бидат казнети соодветно, да им се издаде решение, налог што и да треба согласно законот за инспекцијски надзор, а за фирмите кои што исплатиле помал износ за регрес за годишен одмор да се провери од управата за јавни приходи дали фирмата навистина имала загуби, како е направена спогодбата, дали оној што ја потпишал таа спогодба за исплата на помал износ на К15 е веродостоен, легитимен представник на вработените, така да инспекторите овој период ќе имаат полни раце работа. Соработката на гласен текстилец Штип со управата за јавни приходи е сведена на минимум. Со Државниот трудов инспекторат соработката продолжува. Со УЈП за жал не е, еве како што можете да видите, ние од март месец постојано велевме помошта за фирмите во однос на оваа ковид криза да бидат уплатувани директно на сметка на вработените. УЈП еве продолжи со новиот пакет на мерки, значи видовме дека почна да излаваат списоци, меѓутоа уште не е направена корекција на плата и не е направено ништо во однос на претходни фирми. Ние имаме текстилни компании од Баландово кои што еве цело овој период, значи од април месец земена помош, април, мај, јуни и уште нема корекција на плата. Дадено решение од трудов инспекторат, меѓутоа УЈП во сиот тој период некако не одговори на она што ние го имавме како пријави до нив. И сега зборат за дека пуштиле решенија, пуштиле предупредувања за оние кои што ја злоупотребиле помошта од петиот сет на мерки, меѓутоа ние се уште не гледаме корекција на плата за претходните сетови на мерки. Така да немаме соработка со УЈП, морам да бидам искрена, со Државен трудов инспекторат да, останува соработката. Дупката во законот која што е оставена дава можност секој да го толкува законот онака како што му одговара, истакна Ампева, додавајќи дека треба да се стави крај на недостатоците во законите и подзаконските акти и секој вработен да си го добие заслужениот регрес за годишен одмор.